Во блиското минато, ВМРО водеше борба со владата на Стамболиски, која што беше не само антимакедонска, но и антибугарска и ултрареакционерна. Таа борба беше крвава затоа што таа власт прво си ги натопи рацете со крвта на македонските револуционери за да го подготви предавањето на нашата родина на Белград. Верна на себе си, да не дозволи никому да тргува со Македонија, ВМРО објави војна на Стамболиски, која што во голем степен ја олесни задачата на творците на 9 јуни, без да се интересира кои лица ќе го заменат тиранскиот режим. Ако и денешната бугарска власт тргне по патот на Стамболиски и посака да ја уништи во сојуз со Србија и Грци, македонската организација или во својата политика се послужи со Македонија како со монета за раскусурување, ВМРО несомнено ќе води војна и со неа. Без разлика на ваквите изјави на Тодор Александров, западните печатени медиуми, известувајќи за превратот во Бугарија, пишувале дека и ВМРО учествувала во тие настани, ословувајќи ги нејзините членови и симпатизери како македонски националисти, македонски елементи, македонски офицери. Од друга страна, Александров упатил куртоазно писмо до премиерот на новата бугарска влада, Александар Цанков, изразувајќи надеж дека тој ќе води поинаква политика од неговиот претходник. Но периодот на релативно добри односи на Тодор Александров со новата бугарска влада траел многу кратко време, затоа што и новиот премиер Цанков започнал да води политика на нормализирање на односите со кралството на СХС. Поради таквиот развој на настаните, Тодор Александров започнал да бара нови патишта за действување на организацијата, што оделе во правец на докажување на нејзиниот независен карактер и дистанцирање од политиките на бугарските влади. Во текот на 1923 и 1924 година зачестиле интервјуата што Тодор Александров ги давал за новинари од повеќе западноевропски држави со цел да придобие сојузник во некоја од нив. Специјалниот известувач за весникот Таймс напишал: "Тој има само една идеја, и таа е конечно прогласување автономија на Македонија со престолнина Солун. Тој изјавува дека населението нема да трпи да биде управувано од Срби, Грци или Бугари, и бидејќи првите две страни му ја ускратуваат на народот секоја слобода на словото и религијата, само вооружената борба може да му го донесе она кое што тој го сака." Тодор Александров, по формирањето на новата бугарска влада на Александар Цанков, се обидувал да превзема предпазливи дипломатски чекори. И покрај тоа што еден дел од македонскиот револуционерен кадар мислел дека Александров има цврста соработка со бугарската влада, реалноста не била таква. Работите во реалноста оделе во друг правец. Околу задкулисните игри што се одигрувале околу македонското прашање, новинарот Лука Неманов му соопштил на Александров дека за поддршката на бугарската влада на Александар Цанков, на ВМРО, Цанков очекува согласност од нејзините раководители за излез на Бугарија на Егејското море преку градовите Драма, Серес и Кавала. На што Александров го дал следниот одговор: ВМРО нема да се противи за Кавала и ќе ги отстапи најмногу Драма и Кавала. Но замолете го господинот Цанков да не настојува за Серес, бидејќи плодното серско поле е неопходно за Македонија, која во најголемиот дел е планинска земја. Летото 1923 година, како овластени представници на ВМРО во Советскиот сојуз заминале Димитар Влахов и Михаил Монев. Услови за помош од советската влада било обединувањето на сите сили во македонското револуционерно движење
во единствен фронт и независниот карактер на ВМРО. Во меѓувреме, во интерес на соработката со Советскиот сојуз и комунистичките партии и движења, во време на септемвриското комунистичко востание во Бугарија, ЦК на ВМРО прогласила неутралност, но под еден единствен услов – комунистичките востанички одреди да не ги прошират борбените действија во Пиринска Македонија, што ВМРО ја сметала за своја организациона територија. Откако Бугарската комунистичка партија го прекршила договорот и испратила еден одред во Пиринска Македонија, раководството на ВМРО и пред се Александров издале наредба за прогонување и уништување на комунистичките востаници. При тоа голем број од востаниците биле ликвидирани од четите на организацијата, а еден дел се спасиле и биле ослободени благодарение на застапувањето на војводата Алеко Василев Пашата, под услов веќе никогаш да не се вратат во Македонија под бугарска власт. Улогата на ВМРО е да ја обедини Македонија, да ја издигни во посебна политичка единица и на таа основа смета дека Советскиот сојуз е тој кој што може да помогне на целите на самата ВМРО. Второ, ВМРО е особено инспириран, по моје мислење, мислам и според истражувањата што ги имам направено, од примерот и односот на Советскиот сојуз кон Турција на Мустафа Кемал Ататурк. Сето тоа создаде една, така да се каже, голема мотивација и надеж дека Советскиот сојуз би бил покровител и на слободата, националната слобода и исправувањето на грешките од Версајскиот мировен договор и на балканските народи. И тоа е мотивацијата на страната на македонците, на ВМРО и на Тодор Александров за стапување во врска со Советскиот сојуз. Од друга страна, мотивацијата на Советскиот сојуз да стапи во преговори со ВМРО е проценката на нивните разузнавачи, кои што пред 23-та година го идентификуваат ВМРО како многу моќен фактор, со што укажува дека без поддршка од страна на ВМРО, на бугарските комунисти, па дури и без учество на ВМРО во еден балкански обединет фронт против балканските влади, не е можно ништо да се стори. Од првите преговори што се одвиваат меѓу Советскиот сојуз и конкретно разузнавачот Андреев со Тодор Александров, се покажува дека Советскиот сојуз особено сака да вложи напори и вложува напори да ја вклучи ВМРО Александрова во рамките на советските намери на Балканскиот полуостров или во рамките како инструмент на политиката на Советскиот сојуз на Балканот. Во почетокот на 1924 година Тодор Александров како раководител на ВМРО веќе имал нарушени односи и со владата на Александар Цанков. Додека траела жестоката полемика со бугарската влада, Александров испраќал своји представници во западноевропските држави за да бараат сојузници за целите на ВМРО. Но во исто време не ги прекинувал ниту преговорите и контактите со Советскиот сојуз и Коминтерната. Многу е карактеристичен извештајот на Андреев до своите центри за разговорите со Тодор Александров. И тој вели вака, отприлика, и тоа е клучот по моје мислење, за да се види до крај да се илустрира мотивацијата на Советскиот сојуз за односи со Тодор Александров. Тоа оценува на следен начин, дека станува сосема јасно дека ВМРО е најсилна организација во секоја смисла на Балканот. Воено, политички и организационо. Дека станува збор за една дисциплинирана организација, за една масовна организација, која што има цела структура на институции, изворедно многу вооружена, има материјални средства, опит и пракса за револуционерна акција. И заклучува дека за Советскиот сојуз е многу важно да го придобие таквото ВМРО на Тодор Александров,
не само во воена смисла, во смисла на дигање на востанија и рушење на балканските влади, туку и во политичка смисла на зборот, што значи дека придобивањето на ВМРО, или со други зборови, прегнувањето на ВМРО во колата на советската политика се јавува како клучен интерес на Советскиот сојуз за односот со Тодор Александров. Во март 1924 година Тодор Александров, заедно со Александар Протогеров, заминале во Рим за да се сретнат и разговараат со третиот член на ЦК Петар Чаулев. Александров веќе од подамна бил во нарушени меѓусебни односи со Чаулев. Сепак, оваа средба била одржана со цел Чаулев да се овласти во името на организацијата да преговара со македонските федералисти за обединување и престанување на непријателствата и меѓусебните физички ликвидации. Во екот на преговорите за обединување на расцепканите сили во македонското револуционерно движење во рамките на ВМРО во Виена, во текот на април 1924 година биле подпишани неколку придружни документи, декларација и протокол со што декларативно било објавено обединувањето на спротивставените македонски организации, ВМРО и Македонската емигрантска федеративна организација.